Четврток е пазарен ден во Гевгелија. Локалните бизниси ќе имаат солиден прилив на пари. Грчки. 16.000 гевгеличани очекуваат да им дојдат уште една четвртина грци. По маркетите, по дуканите, по пазарите, нон-стоп ги има. И они се водат секојдневна раздвиженост. Затоа што поевтино ми е тука. Тоа трошат пари и плюс тоа сакат да идат на ваки. Во градот сместен на јужната граница, на нашите соседи парите им вредат повеќе. Тоа им одговара на домаќините, па во ова заемно задоволство се заборава на проблемот што го имаат двете земји. Политиката и не ме занима, а и можем да кажем дека да биде мирно, да биде стабилно, да има кај нас, да има кај вас. Значи со комшиите, добрососедските односи да бидат на ниво. Όλοι καταρχήν στην εποχή της τουρκοκρατίας όλοι μαζί ζούσαν. Ξαφνικά δημιουργούνται προβλήματα. Και αυτά τα δημιούργησε η πολιτική. Политиката е лоша и нашиот народ, да. Уште од утрото колони возила влегуваат во земјава на граничниот премин Богородица. Неголемиот дел од нив се упатуваат токму кон Гевгелија. Значи народот не се занимава со политички проблеми, народот се го гледа својот интерес, значи ние наоѓаме интерес таму да одиме, они наоѓаат интерес тука да доаѓаат, значи размена, отворени граници, движење, проток на луѓе, на стока, отворено и без никакви проблеми. Значи нити за нас, нити за нив. Грците си имаат точна дневна агенда. Прва дестинација им е Гевгелискиот пазар. Овде може да се најде облека, овошје, зеленчук, мед. И не е чудно ако пазарджиите прво се обидат да ви ги понудат своите производи на грчки јазик. Αυτά πώς έχουν? Προμήθη είναι 25 δινάρια, 40 λεπτά το κιλό. Τσάι είναι 10 δινάρια κομμάτι. 10 δινάρια. Είναι φτηνό. Ευχαριστούμε. Много по-квалитетна е храната, за них и по-евтино. Тие две работи се на първо место. Тие, што се од таа страна на границата, дел од них говорат. Што имат македонско потекло, наше потекло, го говорат. Дел не го говорат, ние говориме со нив, комуницираме на грчки. Είναι ωραία στο Γευγίνη. Έχει ταβέρνες καλές. Μπριζόλα, μπιφτέκι, wine, κρασί. Καλό, κόκκινο κρασί. Είναι πολύ ωραία. Και εδώ καλά είναι. Πιο φτηνό είναι στο Βόλτα. Από Ελλάδα. Από πού είστε από Ελλάδα? Από Μακεδονία κάτω. Κάτω από ποιο? Να πούμε και Μακεδονία ότι είμαστε. Ναι, Θεσσαλονίκη. Έχετε κάτι προβλеми με πολιτική? Ή από εδώ? Όχι, ναι. Δεν έχετε. Nema πρόβλημα. Πόπολο γκρέτκο, πόπολο, πώς το λες, Σκόπια, πόπολο. Исто. Ορίστε, έχουμε αντόμελο το μέλι, τι θέλετε, κάνει λίγο πρόβα. Ορίστε. Ali сега се економски и они много слаби и много ги кратат со пари, со пензии, со све и барат поевтино. Проблемот со името е табу тема во меѓусебната комуникација, но кога муштериите ќе си заминат, некои пазарџи ги кажуваат своите црвени линии. Вие како граѓани на Македонија какво решение очекувате да има? Па да се реши проблемот, да нема од наша страна да не бидеме оштетени и од нина да биде како што треба и да заврши ова работа и така. Да си остане нашето име и така. Еве, ја познав мои муштери на протестот кога гледав на телевизија. Ги познав. Една господја е познав. Имаше табла Македонија е наша. А таа купува од кај мене мед. Зошто доаѓа тука да купува мед? Она што го нема на пазар се купува во супермаркетите. За грчкиот стандард овде е ефтинија. Грците се заминуваат со полн гепек производи. Οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και όλες οι διαφορές υπάρχουν, πιστεύω θα ξεπεραστούν γιατί είμαστε γείτονες. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς. Now there is some movement in solving the name issue. Κοιτάξτε, είτε λυθεί το πρόβλημα είτε δεν λυθεί, οι άνθρωποι θα πηγαίνουν έρχονται και οι άνθρωποι από τα Σκόπια θα έρχονται στην Ελλάδα και εμείς θα ερχόμαστε εδώ πέρα. Φυσικά και το όνομα θα λυθεί και δεν νομίζω να υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές ανάμεσα στους δύο λαούς. И не само за купување. Грците користат многу услуги кои им ги нудат гевгеличани. Одат на стоматолог, во салони за убавина, па дури си го проверуваат видот и купуваат очила.
Θέλω να σας ρωτήσω τι πρόβλημα έχετε με τα μάτια. Με τα μάτια δεν βλέπω πολύ καλά. Ναι. Εδώ, αν μπορείτε κάτω κάτι να βρείτε, θα μου πείτε. 8 ή 6. Ακριβώς. Το τρίτο είναι 2. Ναι. Το τέταρτο είναι 5. Супер. Грците што доаѓаат во Гевгелија гледаат да си завршат работа и да си одат. Не ги интересира претежно политика. Не ги. Ако ги интересира, обратно не би дошле. Тие што мислат дека ние тука сме нешто подруго, различно, тие не доаѓаат. Има такви, ама тие се многу малку. Човекот доаѓа, си пазари, си завршува работа и се оди. И вика дека ми е добро. Ке си ја наполни колата бензин и си оди. Значи, на секој рачкор во Гевгелија се профитира од нив. Како што летото они профитираат од нас. Значи, тука е заедничка соработка. Ερχόμαστε στο Γεβγελί γιατί έχουμε πολλούς φίλους εδώ. Ερχόμαστε σε γάμους, σε βαπτίσια, σε αραβώνες, σε γλέντια, σε γιορτές. Δεν υπάρχουν κακοί λαοί. Υπάρχουν κακοί πολιτικοί. Τελεία και παύλα. Μόνο να βγουν από την άκρη οι ρατσιστές, οι εθνικιστές και μείνουν οι νορμάλ. Από εκεί και πέρα όλα θα λυθούν όπως πρέπει. Αυτοί ξέρουν. Αυτοί που ξεκίνησαν να φτιάξουν αυτό που πρέπει θα το τελειώσουν τέλεια. Να μην στεναχωριούνται οι λαοί. А понапорниот ден прошетка по Гевгелискиот плоштад. Муабет на грчки редовно се слуша по кафулињата и рестораните. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, αλλά δεν θέλω και να μιλήσω για αυτό το θέμα. Έχουμε μια ευαισθησία εμείς οι Έλληνες ως προς το όνομα της Μακεδονίας. Που ξεκινάει η Μακεδονία, η ιστορία της από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Грците ги оставаат своите пари во Гевгелија, а некои се одлучуваат и за поголеми инвестиции. Овој грчки бизнисмен не го поколебале бирократските процедури и проблемите со престојот за целиот свој бизнис и семејството да ги пресели во Гевгелија. Εδώ είμαστε 6 χρόνια και αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ για να είμαστε κοντά, είμαστε στο κέντρο των Βαλκανίων αυτή τη στιγμή. Ο βασικός λόγος που πιστεύω εγώ ότι είναι που αποτρέπει αυτό το πράγμα είναι λόγω του ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με την άδεια παραμονής. Η άδεια παραμονής κάθε χρόνο πρέπει να ανανεώνεται εδώ. Υπάρχουν επιχειρηματίες στην Ελλάδα που μας λένε, που με ρωτάνε κτλ. Και ένα φρένο για επενδύσεις είναι αυτό στη χώρα εδώ. Ο επιχειρηματίας έρχεται και κάθε χρόνο πρέπει να έχει ανανέωση της άδειας παραμονής του. Вакви проблеми немаат шопинг туристите, кои доаѓаат на еднодневни тури. Според општинските статистики, во викендите во Гевгелија доаѓаат и до 5000 грци. Меѓутоа за нас се значени за локалната економија не како инвеститори, него како потрошувачи, како луѓе кои трошат пари. Мислам дека пола од прометот што се одвива на цело ниво во општина Гевгелија токму го прават грчките наши сограѓани и секако локалниот економски развој е богата една општина која не базира на финансовиот потенцијал само на своите сограѓани, него да има прилив на пари од надвор. Разликите околу името и не прават некоја голема разлика меѓу граѓаните од двете страни на границата, раскажува градоначалникот Поцков. Од осамостојување на Република Македонија имате склучено околу 100 брака на наши жители од општина Гевгелија девојки кои се омажиле со државјани на Република Грција. И сега, ти има деца. Прашањето чии се тие внуци? Тие се заеднички внуци и таа иднината. Таа иднината која треба да се смериме, бидејќи ние имаме обврска и како генерација, и нашите татковци ни оставиле таква обврска, и ние треба таква обврска да испорачаме на нашите деца, дека и нивниот, они се во Европа, и нашиот пат е да гледаме напред. Политиката ќе си дајде свој принос, Гевгелија, секако расположението во Гевгелија е доста позитивно, да се реши прашањето на задоволителен начин, вин-вин, да нема ни победник, ни поразен. Квечерина е. Низ градот и околината почнуваат да светкаат многобројните казина. На нивните паркинзи речиси да нема автомобили со македонски таблички. За гевгеличани да се вработат во некој од казината услов е познавањето на грчкиот јазик. Повеќето немаат проблем со тоа, најмалку идентитетски.